Почитувани представници на медиумите, дозволете и јас да го изразам моето задоволство од приемот овде во централата на НАТО Алијансата, од генералниот секретар на НАТО и неговиот тим. Сакам да изразам благодарност за поддршката која добиваме од НАТО, вклучително и локалната канцеларија на НАТО во Скопје. Во духот на идната блиска соработка упатив покана и до генералниот секретар да ја посети Македонија. Го поздравуваме членството на Црна Гора во НАТО. Тоа е големо охрабрување за нас. Се надеваме дека за брзо време ќе бидеме следната добра вест која што ќе дојде од НАТО. Многу е важно регионот на Западен Балкан да биде безбеден и стабилен. Добри односи со соседите се од исклучителна важност. Посветени сме да ја подобриме соработката со нашите соседи и да оствариме посилна регионална соработка. Република Македонија е докажан партнер на НАТО. Даваме придонес во мисиите на Европската Унија и на НАТО од 2002 година. Во ИСАФ бевме четврта земја пер капита со нашиот придонес и во иднина ќе бидеме на заедничка страна со НАТО. Насилниот екстремизам и радикализам се заеднички предизвици, ќе ги превзимаме сите мерки за да ги надминеме. Би можеле да дадеме уште поголема поддршка ако сме членки на НАТО. Во Република Македонија постои силна политичка поддршка од сите партии и етнички групи, како и силна поддршка од јавноста за членството во НАТО. Воедно, ние сме посветени на зајакнување на воените и безбедносните капацитети, за да ги постигнеме стандардите на НАТО. Но се што сме направиле не е доволно за полноправно членство. Соочени сме со дополнителна и посебна пречка. Иако тоа не е фер, ние сме посветени на подобрување на односите со соседите, зајакнување на диалогот и на мерките за градење доверба. Посакуваме членството во НАТО да биде и за нас реалност во догледно време. Посветени сме и на домашните реформи, кои се согласени со Европската Унија. Посветени сме да ја подобриме демократијата и да ја зајакнеме социјалната кохезија меѓу сите граѓани. Отворени сме за соработка за сите кои сакаат да придонесат кон нашата заедничка иднина, а тоа е Република Македонија, како демократска држава да биде дел од евроатлантското семејство. Благодарам.